Драги слушателки, добар ден и добро ни дојдовте во уште една епизода од програмата Жени со надеж. Ако сте со нас денес за прв пат, се радуваме што избравте да нас слушате, а ако веќе редовно ги следите нашите епизоди, драго ни е што сте со нас и денес. Ќе се потрудиме да ве заинтересираме за уште многу идни теми. Еве, добре дојде и од мене. Овие наши епизоди станаа место за отворање на различни теми, па така ќе биде и денес. Целта на овој подкаст е да се охрабриме, да се информираме за некоја тема, да се подсетиме дека сме скапоцени, сакани и вредни во Божите очи. А тоа, се надевам, ќе се согласите, е најважно. Денес ќе се позанимаваме со една наведум тривиална тема, која воопшто не е безопасна. Ќе зборуваме за лагата. Може би ни се чини дека знаеме се за лагата и дека нема потреба да се зборува на оваа тема, но останете со нас во наредните 20 минути и ќе се уверите токму во спротивното. Така е. Заедно ќе се увериме дека лагата е сериозна тема и дека е многу поприсутна отколку што можеме и самите да мислиме. Со нас повторно ќе биде Моника, за од психолошки аспект да утврдиме што е лага и какви се лаги може да постојат. А во вториот дел од епизодата ќе се позанимаваме со оваа тема од аспект на Светото писмо. Сигурна сум дека во тој дел ќе дојдеме до многу нови информации и сознанија, бидејќи Библијата има доста да ни каже за лагата. Да, ако го размислувам за оваа тема, јас најпрво се подсетувам на некои мали детски лаги, а потоа сваќам дека толку многу нешто околу нас може да се сметаат за лажни, што помалку и се плашам. Замисли ги само сите оние реклами што ги гледаме на интернет и ТВ за магични креми, средства, кој знае што се тука може да се вбројува лага. Веќе имаме толку многу што би можеле да кажеме за лагата, а кога ќе го проучиме Светото писмо, ќе осознаеме и многу нови информации и увиди на оваа тема. Затоа предлагам да продолжиме понатаму и да се нурнеме во темата заедно со Моника. Значи, тука веќе можеме да направиме некоја поделба на лагите според намерата што има оној која изговара лагата? Така е, според едно истражување спроведено во САД, а чии резултати се објавени на CNN, постојат два вида лаги, себична и општествена. Себичната лага подразбира лага што некој ја изговара од себични причини, заради некоја материјална добивка, например, или за да се зачува угледот, а да се скрие некој срам. Од друга страна, постои и општествена лага, тоа е лага што ја изговараме за да не повредиме некого. Тоа најчесто се случува кога некој не прашува за мислење, а ние не го мислиме тоа што го кажуваме, но не сакаме да го навредиме. Постојат ли некои показатели кои можат да ни сигнализираат дека се работи за лага или не? Постојат различни истражувања во врска со тие симптоми. На лицето се појавуваат следниве знаци, како поцрвенување или побледување, смеење само со усните, но не и со очите, пот на челото, расширени зеници, солзење, избегнување контакт со очи, често трепкање и слично. И некои повторени движења, како на пример допирање на носот, покривање на устата, повлекување на јаката на блузата, немирно движење на рацете и нозете, се знаци дека некој може да лаже. Човекот кој лаже е контрадикторен. Се лути кога многу го испитуваат или кога ќе го замолат нештото да го повтори. Може дури и да го обвини другиот дека не му верува. Таа личност поради нервоза зборува со повисок или поостар тон од вообичаеното. Не се однесува природно, незините движења делуваат неискрено, ги контролира или претерано ги нагласува од страв дека нервозата ќе го издаде. Ова се некои показатели кои можат да бидат сигнали дека тоа што го слушаме е всушност лага. Постојат луѓе кои се прилично извежбани, па можат добро да ги сокријат тие потенцијални симптоми. Некои од нив се доволно снаодливи да можат да измамат и полиграф. Како што знаете, полиграф е уред, односно машина која се користи за утврдување дали лицето кое е приклучено на неа ја зборува вистината. Испитувањето со полиграф спаѓа во истражна метода која ја применува полицијата. Полиграфот истовремено мери неколку физиолошки промени во организмот, крвен притисок, пулс, брзина на дишење и слично.
Оваа постапка, како и нејзините резултати, често се користат во судските процеси, иако судската практика најчесто не ги прифаќа како валиден доказ. Постојат ли лаги кои можат да бидат опасни? Дали има ситуации кога луѓето кои лажат треба да побараат стручна помош? Ако прашањето е дали лажењето може да се претвори во болест, одговорот е потврден. Може да биде многу опасно во секој случај. Постојат два основни критериуми според кои можеме да утврдиме дали тоа однесување е опасно, а тоа се почесто лажење каде што станува техника која се користи секојдневно. Вториот критериум е отсуство на чувството на вина. Именно личноста која постојано лаже и не чувствува никаква вина, заради тоа е на опасен пат да стане болна и опасна како за себе, така и за својата околина. Доколку тоа се случи, потребно е да се обрати кај психолог или психијатар. Зависно од причината и целта се разликуваат повеќе видови лаги. Нарцисоидна, таа е склоност кон преувеличување на сопствените заслуги за да се добие одобрување од другите. Хистроинична, тоа е претерување кое служи за да се привлече туѓото внимание поради некој емоционален дефицит. Болна е кога глумиме болест или дури само повредување за да се добие грижа од другите. Кога зборуваме за децата, ако лажат во 3-та, 4-та или 5-та година, тоа не е причина за загриженост. Но ако тоа го прават на 10, 11 или 12 години и на до некаде чуден начин, тоа е веќе значително поопасно. Секако, тогаш веќе треба да се обратат кај психолог. Во секој случај, лекувањето на оваа болест е можно, како и кај други болести, само треба навреме да се утврди нејзиното постоење и да се јават кај стручни лица кои може да помогнат. Ете што се научивме за една навидум едноставна тема. Драга Моника, многу ти благодарам. Беше инспиративно и корисно како и секој пат. Така е, ти благодарам Моника и ќе те очекуваме повторно да ни гостуваш за да разговараме на други интересни теми. Драги наши слушателки, зборуваме за лагата како феномен. Ајде да видиме што Светото писмо ни зборува за оваа тема. Првиот грев што се спомнува во Библијата е лагата. Читаме во книгата Создавање, глава 3, за првиот грев што Библијата го спомнува. Тоа не е гревот што го направи Ева кога јадеше од дрвото што Бог го забрани. Првиот грев во Библијата е дело на сатаната. Тој пристапи на Ева и ја праша: "Вистина е ли дека Бог рекол да не јадете од секое дрво во градината?" Жената кажа: "Бог рече, ако јадеме од тоа дрво среде градината, ќе умреме." Змијата рече во Создавање 3:4: "Не, вие нема да умрете." И тоа беше лага. Тоа е првата лага и првиот грев што се спомнува во писмото. Нема да умрете. Можеш да бидеш непослушен на Господ, но нема да бидеш казнет. Нема да отидеш во пеколот. Тоа е лагата со која сатаната ја измами Ева и со која го мами целиот човечки род од тој ден па се до денес. Сите лаги потекнуваат од сатаната, кој во писмото е наречен татко на лагата. Ако излажеш, таа лага е директен резултат на дејството на сатаната во тебе. Бог никогаш не раѓа лага. Затоа е многу важно да научиме секогаш да зборуваме вистината. Господ Исус рекол во Матеј 5:37: "Зборот ваш да биде да, не, а се што е повеќе од тоа, од лукавиото." Тој рекол: "Не колнете се." Нема потреба да се колнете, бидејќи кога човекот дава заклетва и ја става својата рака на Библијата или се колне во Бог, небото или нешто слично, тоа што всушност го кажува е: "Добро, во повеќето случаи лажам, но токму сега ја зборувам вистината бидејќи се колнам." Но Исус рекол: "Не треба да бидете такви. Треба секогаш да ја зборувате вистината, па никогаш нема да имате потреба да се колнете." Ниту една реченица изговорена како заклетва не би требало да биде повистинета од реченицата изговорена без заклетва. Која е првата работа што Бог ја барал од нас кога доаѓаме кај Него? Тој не бара совршенство, чистота, добрина или љубов. Постои само една работа што Бог ја бара од нас кога доаѓаме кај Него,
а тоа е искреноста. Во Еремија 3:13 Бог преку пророкот вели: "Признај ја само вината своја, зашто отстапи од твојот Господ Бог и се одвлечка со тугинци под секое лиснато дрво, а мојот глас не го слушаше", вели Господ. "Вратете се деца од стапници", вели Господ, "зашто јас сум ваш Господар и ќе земам од вас по еден од град и по двајца од племе и ќе ве одведам на Сион." Со други зборови, преку овој стих Бог ни вели нам денес: лагата е грев која го уништува твојот живот. Кога лажеш, ти отстапуваш од мене и тргнуваш по лош пат. Но врати се кај мене преку покаяние. Јас те сакам и ќе те примам назад кај себе. Последниот грев што се спомнува во Библијата се наоѓа во Откровение 22:15. Таму читаме за оние кои ќе бидат надвор од Божиот град на судниот ден. Секој што ја сака лагата ќе биде надвор од царството. Дали некогаш си забележала дека првиот и последниот грев што се спомнува во Библијата е лагата? Лажењето е многу сериозна работа, било да сакаме да го лажеме Бог, себе си или другите. А како што спомнавме претходно, секоја лага е дело на сатанат. Ако живееш во некаква лага или се користиш со лаги за да ги манипулираш другите, ти всушност ја исполнуваш волјата на сатанат. Сигурна ли си дека сакаш да продолжиш да чекориш по тој пат? Верувај ми, тој пат никогаш не води кон нешто добро. Веројатно денес зборувавме за најраспространетата карактеристика на човечката раса, која предизвикува многу штета во човечките односи и нешто што без Божја помош никогаш не можеме да го победиме. Секое човечко суштество паѓа во тој грев, а само Бог може да ни избави од лагата. Исус понатаму вели во Јован 8:44: "Вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина." Еве една карактеристика на сатаната. Во него воопшто нема вистина и тој не стои во вистината. Потоа Исус продолжува: "Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата." Значи во Светото писмо гледаме дека Исус рекол: "Јас сум вистината, а ѓаволот е лажливец." Ѓаволот не стои во вистината и нема вистина во него. Секогаш кога лаже, тој всушност го зборува тоа што произлегува од него. Неговата природа е таква, тој најдобро го зборува јазикот на лагата. Зборувањето на вистината е квалитет по кој треба да копнееме и постојано да растеме во тој аспект. Светиот Дух е дух на вистината и ако сакаш да бидеш во вистината, треба да бараш од Светиот Дух да те исполни, да ти помогне да се бориш против лагата. Било да станува збор за лага во која свесно или несвесно живееш, или пак за лагите кои излегуваат од твоето срце и уста. Ако бараме од Бог да ни помогне во оваа борба, тој ќе ни ги открие лагите со кои сатаната сака да ни измами. Ајде заедно да се помолиме на Бог и да побараме помош од Него. Боже наш, ти благодариме што на крстот на Голгота Твојот Син Исус Христос ги понесе сите наши гревови, а меѓу нив и лагите. Ние признаваме дека сме склони да живееме во лаги и да користиме лаги, се со цел да се извлечеме од некои непријатни ситуации. Те молиме да ни простиш за тоа. Се каеме пред Тебе. Исто така те молиме да ни дадеш мудрост, да ги препознаеме сите лаги кои доаѓаат од сатаната и да ни дадеш сила да им се спротиставиме. Во името на Исус Христос. Амин. Драги слушателки, стигнавме до крајот на нашата денешна епизода. Ви благодариме за времето што го одвоивте за дружење со нас. Следете на социјалните мрежи Facebook и Instagram под името Жени со Надеж или пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com. Би сакале да го слушнеме вашето сведоштво или некоја ваша потреба за молитва. А ние ве поздравуваме и ви посакуваме Божи благослови. Ке се дружиме наскоро со вас со некоја нова тема, а до тогаш поздрав и од мене.
како и од целата екипа која реализираше оваа емисија.